дојдовте на Слободен печат, започнуваме со поинакви вести. Тешки зборови падна од председателот на СДСМ Венко Филипче кон премиерот Христијан Мицкоски. Слаб говор, лоши пораки. Мицкоски призна дека ништо не направил. Добро е што Мицкоски сватил дека народот има очи да гледа и памет да размислува. Свесен е дека не му поминуваат лагите кои 4-та година како локална власт и 1 година како апсолутна централна власт ги кажува. Што допрва доаѓа? Не беа доволни 4 години локална и 1 година централна власт за да се види барем еден резултат. Праша тој, обвинувајќи го Мицкоски за лаги и неспособност. Кога зборува Филипче, јавноста не слуша план, туку ехо од Дубај. Возвратија од ВМРО ДПМН со соопштение по нападите на Филипче. Христијан Мицкоски и владата ја презедоа државата во најтешка можна состојба, оставена во долгови, со уништени институции, со криминализирана администрација и со економија на колена. И наместо да навива против Македонија, Филипче конечно треба да го прифати фактот. Времето на шминка, лажни пресови и празни флоскули заврши. Работиме и ќе работиме. И не за фотосесии или спотови, туку за народот. А ти, Венко, одмори. Плажите во Дубај повторно чекаат, велат од ВМРО ДПМН. Првата група македонски државјани кои побараа евакуација од територијата на Израел синоќа пристигнаа на Скопскиот аеродром. Со ова станавме една од првите земји во Европа што успешно организираше и реализираше повраток на своите граѓани од зоната на конфликтот, рече министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. До понеделникот вкупно 28 македонски државјани побараа поддршка за евакуација по ескалација на безбедносната состојба на Блискиот Исток. Ке се расчистили нова дилема за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Со завршни зборови на Горан Бошевски, бранител на второ обвинетиот Велибор Манев, денеска во Кривичниот суд Скопје ќе продолжи судењето за грозоморните убиства. Освен на 4 обвинети убици, му се суди и на Александар Ѓорчевски, таткото на убиената Вања, за помагање во грабнувањето на неговата керка, кој според обвинението на Палевски му оддал информации кога таа оди сама на училиште. Се очекува завршните зборови на 4 адвокати на обвинетите Манев, Видевски, Кешишев и Ѓорчевски да завршат на ова ручиште, а на следното в петок да дадат завршни зборови адвокатот Јовица Страшевски и неговиот клиент, првообвинетиот Палевски. Летаа ножеви во Чаир. Вчера се случи крвава тепачка на улицата Џон Кенеди, во која биле користени ножеви. Тепачката заврши со 3 ранети, од кои најмладиот е момче од 14 години, потоа уште еден тинејџер од 18 и човек на возраст од 64 години. Поречиси 1,5 година, во Атина денеска ќе се одржи нова средба на Македонско-грчката комисија за образовни и историски прашања. По последната средба во март лани во Скопје, ова ќе биде 9-та средба на комисијата, во која македонскиот тим е во нов состав. И тоа е единственото што може да се дознае. И тоа благодарение на грчки извори. Од Македонското министерство за надворешни работи само потврдија дека денеска ќе има средба во Атина. Темата е на Жана Бојжиновска. Работното место не е кафеана, но за многу работници тоа изгледа не е кристално јасно, затоа што често одат на работа пијани. Се почесто работодавачите посегнуваат по тестови за алкохол. Отказ без отказен рок може да добие работник што ќе дојде пијан на работа, но законски само МВР може да изврши тестирање на алкохол, односно на барање на газдата. При тоа тестирањето може да се врши само со подпишана изјава со согласност од работникот. Меѓутоа, доколку вработениот одбие да се тестира, работодавачот се уште има право да го отстрани од работното место и да поведе дисциплинска постапка. Прочитете повеќе за ова од текстот на Сонја Кериџиевска. Кина испраќа мистериозни транспортни авиони во Иран.
Се работи за авиони кои исчезнуваат од радарите, додека се приближуваат до Иран, тврди британскиот весник Телеграф. Воздухопловните експерти тврдат дека типот на авиони на овие летови, товарен авион Боинг 747, обично се користи за транспорт на воена опрема и оружје. Кинескиот претседател Си Џинпинг претходно изјави дека војната акција на Израел против Иран предизвика нагло зголемување на тензиите на Блискиот Исток и дека Кина е длабоко загрижена поради тоа. И Кина го обвини Трамп дека додава масло на огнот меѓу Израел и Иран. Од друга страна пак, Трамп тврди дека САД имаат целосна контрола врз небото над Иран. Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, објави порака на платформата на социјалните мрежи X, во која најавува ескалација на конфликтот, велејќи дека во името на благородниот Хајдар битката започнува. Хајдар е едно од имињата на Али, кого шиитските муслимани го сметаат за прв имам и легитимен наследник на пророкот Мухамед. Нема да покажеме милост кон ционистите, вели Хамнеи. Израел им забрани на своите граѓани да ја напуштат земјата со авион, наведувајќи безбедносни причини по ескалацијата на непријателствата со Иран. Владата им наредила на домашните авиокомпании да не им дозволуваат на израелските граѓани да се качуваат на летови, додека стравувањата од можни ирански одмаздички напади врз израелските аеродроми растат. Во моментов само странски државјани, како што се дипломати и туристи, имаат право да ја напуштат земјата. Ограничувањата за патување доаѓаат по нападот на Израел врз иранскиот аеродром Машхад, што предизвика стравувања дека аеродромите сега би можеле да се сметаат за легитимни цели. Расте ли ризикот од нуклеарна војна? Институтот СИПРИ предупредува од нова трка во нуклеарно вооружување, додека контролата опаѓа. Вештачката интелигенција и вселенските технологии дополнително ги менуваат нуклеарните капацитети. 9 држави поседуваат нуклеарно оружје: САД, Обединетото кралство, Франција, Израел, Русија, Кина, Северна Кореја, Индија и Пакистан. И речиси сите во 2024 продолжиле со интензивни програми за модернизација, унапредувајќи го постоечкото оружје и додавајќи понови верзии. Тоа е едно од клучните сознанија од извештајот за 2025 година на Стокхолмскиот меѓународен институт за мировни истражувања СИПРИ. Истражувачите на СИПРИ заклучуваат дека од проценетите 12.241 нуклеарна боеви глави во јануари оваа година, околу 9614 биле во воени залихи, или поставени на ракети, или лоцирани во бази со оперативни сили, или во централни складишта од кои би можеле да бидат распоредени. Проценките велат дека 3912 од овие боеви глави биле распоредени на ракети и авиони, а околу 2100 биле во состојба на висока борбена готовност на балистичките ракети. Речиси сите овие боеви глави, околу 90% им припаѓаат на Русија или на САД, но се проценува дека и Кина можеби сега има боеви глави на ракети. Измама на векот. 51 годишна жена од Хрватска лажно се представувала како директорка во банка и успеала да уштети неколку десетици луѓе за вкупна сума од 1,5 милиони евра, јавуваат хрватските медиуми. Според полицијата, жената била поранешна вработена во една банка, што и дало знаење и можност за да ја изврши големата измама. Таа парите ги проневерувала цели 11 години, од 2013 до лани, а измамата продолжила да ја врши и кога веќе не работела таму, лажејќи ги измамените клиенти дека ја унапредиле во директорка. Осомничената им нудела на оштетените можност за привилегирани штедни фондови, орочени со високи каматни стапки. Некои од жртвите и предале готовина, додека други по нејзина препорака зеле ненаменски кредити во истата банка, кои имале значително пониска камата. Таа не ги уплаќала предадените пари на сметката на банката, туку ги задржувала за себе и ги користела за да отплати своји долгови кон други луѓе, велат од полицијата, за да ги убеди оштетените во законитоста на понудата, односно дека нивните пари се депонирани во банка. Таа им дала лажни договори за штедење на определено време. Делумно ги отплатила месечните рати од кредитот и плаќала камата. А дали можевте да го претпоставите ова?
Шокантни вести од Ватикан. Новиот папа е во роднинска врска со Мадона, Джастин Бибер и Анджелина Джоли. Новиот поглавар на католичката црква, папата Лав 14, неудамна го презаде кормилото на Ватикан, а неговото семено стебло е една од најбизарните и најинтересните приказни на годината. Според студија за семеното стебло на папата, спроведена од американската емисија Пронаоѓање на вашите корени, тој и поп-пеачката Мадона делат заеднички предок роден во 1590 година, преку кого се 9 братучеди. Водечкиот фестивал Екзит заминува во екзил поради поддршката на српските студенти, пишува Гардијан. Од 10 до 13 јули оваа година ќе биде последното издание што ќе се одржи во Србија, наведувајќи ги недемократските притисоци од владата на претседателот Александар Вучич. Екзит ги поддржал барањата на студентите на социјалните медиуми и донирал храна и вреќи за спиење на демонстрантите и планира да обезбеди сцена за студентите оваа година. Отворениот став на фестивалот се чини дека ја налути српската влада, која му одби 1,5 милиони евра државни и регулирани грантови за туризам, а и некои спонзори им откажале. А еве една убава вест. Фасадата на планетариумот на Младинскиот културен центар во Скопје од неудамна е облагородена со импозантен нов мозаик, кој е донација од Полска и Институтот Адам Мицкевич. Станува збор за уметнички проект на двајца полски уметници, наречен мозаична композиција од 104.096 плочки, а изведен по повод представувањето на Полска со Советот на Европа во 2025 година. Балерините немаат лесен живот. Успехот на една балерина значи максимална пожртвуваност, макутропна работа и голема физичка болка од неописливите повреди. Во Мамавизија вечерва зборуваме со една мајка балерина и една ќерка балерина за тоа како изгледа кога детето продолжува по стапките на родителот и со текот на животот станува ни помалку ни повеќе, туку една од најдобрите балерини во светот. Тоа е нашата македонска гордост, балерината Стефанија Гаштарска. Незината мајка Марија Крстеска за прв пат пред јавноста проговори за незината бременост во Стефанија на 20 годишна возраст. Ни открива и за тоа како една млада девојка, која што била исплашена и неподготвена да стане мајка пред екот на кариерата, но и за тоа што значи бременоста за една балерина во поглед на менување на телото. Гледајте го вечерва 15-тото издание на Мамавизија со почеток во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат. Интересно беше што кога се породив, Стефи бебенце и у болница ми кажаа дека треба тие некои жапчиња, вежбички се прават за куковите. Па јас толку се фокусирав на тоа да ги правам така балетски незините жапчиња тоа време, да толку многу ја растегнав. Ја мислам дека сега и ради тоа е онака превише флексибилна. Не, еластична. Значи како ги вежбав ноџињата, така од жапча на ке шпагичка, па на ке главчето, па поише од шпагичка. Да, сега шпагичка. Подсвесно сум ја спремала Стефи за балет, иако нормално тогаш мислам ни на крај памет дека најчесто кога е мајката еве балерина или друга професија, можда има желбата ќерката да биде, но многу често тоа не се погодува. Така да немав ја некои визии за неа. Меѓутоа си викав зашто да не, шпагички не штетат никому. Многу ми се допаѓаше мајка ми во Лебедово езеро, кога играше трите големи лебеди, затоа што мислам тогаш ми се допаѓаше, а сега сваќам колку уствари е таа многу тешко парче за играње и бев воодушевена од неа, плюс во бела пачка, преубаво тело, имаше права балерина беше некако за мене тогаш и беше преубава и за сите. Дали тоа значи дека твојата мајка е твој идол? Имаш ли идоли? Дефинитивно, дефинитивно, како жена и како се, како борец. Многу сум среќна што мајка ми дојде до Москва, кога беше мојот многу битен настап. Тоа е за Спаната убавица, тоа е едно 6-минутно парче кој ми го дадоа да го изиграм. Парче за веќе возрастни балерини, парче кои го играат само прими балерини, но ми го дадоа мене на само 16 години и мајка ми успеа да дојде и да ме гледа. Мајка ми вика, ти разбираш ли каде сме сега? Да. Таа златна сала што гледавме само на интернет, на слики, на... Па сега сте дел од тоа. Да.
благодарам што гледавте уште едни поинакви вести. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.